Добар ден, криптоентузијасти. Денеска ќе разговараме, верували или неле, можеби на најбитната тема што досега сме разговарале, а тоа е зошто не треба да се ставаат пари во шиткоини. Значи, нормално ќе ги земеме двата главни шиткоина, тоа се Dogecoin и Shiba, и ќе образложиме што уствари представува Pump and Dump шемата, како иста да функционира и зошто навистина треба да бидете предпазливи кога ставате пари во вакви проекти, затоа што буквално се манипулирани од огромни играчи и многу ретко се случува да победите. Значи треба навистина да бидете информирани предвреме за тоа што ќе се случува или да го користите оној бран на манипулација, бран на да речеме розова лага и да успеете да направите некој минимален профит пред да избегате и да го пречекате овој дел. Сега. Значи, како што може да видите, отворив многу чартови, значи се обидам да го образложим ова детално, затоа што е малку на некој начин математички процес, со што мораме да видиме и некои историски факти за тоа како се тоа се случува и што уствари прават луѓето за да ја направат оваа манипулација, но прво и најбитно што мораме да поразговараме е дека ова е од страна на огромните играчи на овој пазар. А кога велам огромни играчи, тоа се овие. Значи ова се топ волети на биткоин, каде што можеме да видиме дека одредени луѓе поседуваат и значи ова се првите два волета на Binance, но третиот на пример е волет кој што никој не знае кој го поседува и на истиот има вкупна количина 128.174 биткоина. И можеме понатаму да провериме. Значи, оние кои што се познати е запишано на кого се, оние кои што не се гледат, има и по 94 до 100.000 биткоини на приватен волет кој што никој не знае чии е. Значи, ова се огромни играчи, чии што портфолија се со билионски суми. Истите има огромен капитал со кој што може да прават вакви, значи, многу лесно да прават ваков тип на манипулации. Еве да ги погледнеме и Ethereum топ волетите. Значи, гледайте. На одредени, значи како што можеме да видиме, овдека знаеме чии се, ова се на самата Ethereum фондација, додека ова е на Kraken, Binance, но следните, например, овдека имаме два волета чии што не знаеме чии се, имаме скоро 2 милиона и 1,5 милион Ethereum на истите и станува збор за огромна сума на пари. Значи, ова се тие играчи кои што може во секој време да го манипулираат пазарот како сакаат, но одбиваат да го направат тоа и затоа најчесто тргуваат преку оние така наречени OTC, односно over the counter. Поентата на таков тип на посебна услуга која што нудат одредени менувачници, како што се речем Binance, Coinbase и слично, но и одредени приватни брокери кои што како такви наоѓаат приватен начин како да се продава и купува огромна сума на одредени токени без при тоа да се направи целосен колапс или целосен пораст на цената на пазарот. Значи на тој начин овие големи волети функционираат за да не ја сменат цената на одреден токен драматично како што гледаме овде. Сега, за да ви го објаснам ова, да земеме дека некој од овие волети, кои што ви ги покажав овдека на Ethereum или на Bitcoin, а тоа во случајов е многу добро познато, затоа што се верува дека голема веројатноста дека Doge, односно еден од најголемите волети на Doge, затоа ќе ви го објаснам, значи овде ова е најголемите волети на Doge, првиот е со 22%, значи 22% од целосниот supply, односно од целосната количина на Doge е само на еден волет. И се верува дека овој волет, добро, овдека е Robinhood, но имаше многу поголем волет кој што самиот по себе се верува, ако не се лажам, може и да е истиот волет, затоа што овој волет се наоѓа на Robinhood, тоа не е волетот на Robinhood, гледате имаме повеќе такви. Значи поентата е дека самиот овој волет со оваа огромна количина од целосната количина на Dogecoin може во било кое време како сака да манипулира цената и се верува дека истиот е поседуван од Илон Маск директно и затоа истиот толку многу добро го рекламира овој токен. Сега, поседувањето на огромни суми на пари ви дава на некој начин можност на пазарот да го зголемувате и намалувате маркет капот на одредени коини на буквално допир на едно копче. Сега, значи цената на Dogecoin, за прво ќе започнеме со Dogecoin за да го објасниме ова подетално, што Dogecoin беше еден од првите кои што доживеа ваков масивен pump and dump
Со тоа што овие скалила се буквално како тоа и го прават. Сега, за почеток ќе се вратиме буквално во моментот кога за прв пат Dogecoin порасна за 200%, кое што на некој начин јас го гледав со сопствени очи, но се уште не знаев точно што станува збор. Сега, значи Dogecoin, самиот проект на Dogecoin потекнува уште од 2019 година после самиот булран. И од истиот, значи целиот bear market, Dogecoin има некоја одредена минимална сума од 5 пени. Значи тоа се 100 пени прават 1 цент, значи 5 пени. Сега, замислете, значи првиот пат кога пораснала цената на Dogecoin, тоа е во ноември, значи ја ќе покажам, тоа е овде. Значи од 2 ноември па натаму цената на Dogecoin расте и тоа за некои 200%. Еве ќе се вратиме точно да видите каде уствари се тоа започнало. Значи 2 ноември, гледате, од октомври и почетокот на ноември цената почнува да расте и доколку измериме од моментот кога почнала да расте во 2, значи за само неполни 2 недели пораснала, гледате, 23%, додека доколку го завршиме целиот месец, почнеме од самиот ноември до крајот на ноември пораснала за некои 58%. Зошто е битно она што на почетокот пораснала за 58%? Значи гледате, овдека и претходно имало таков тип на обиди за памп, но поентата што е? Сега ќе ви покажам какав бил маркет капот на овој коин на почетокот на ноември 2020 година. Значи прво треба да го најдеме. Зборуваме за Dogecoin кој што веќе постои година дена до тогаш и треба да го најдеме каде се наоѓа моментално на оваа листа. Значи се наоѓа на 44-то место и има купна количина од 327 милиона. Значи доколку оваа количина од 327 милиона е целата сума на пазарот на Dogecoin и да речеме дека некој кит за целиот овој bear market ја зголемувал оваа количина на својот wallet, значи сега замислете дека е овој wallet кој што има 128.000 биткоин, постепено за целата оваа година од овој bear market купувал постојано Dogecoin. Значи купувал и го зголемувал своето количество и стасал да речеме до некои 40%, што и беше случајот пред овој памп. Значи буквално беше тоа образложено, сега за жал не може да ги најдам точно податоците да ви покажам тој wallet, но значи може да видите дека се уште постои самиот wallet кој што поседува 22% од целата количина на Dogecoin. И сега замислите дека овој wallet стаса до некои 40%. Значи ќе бидам да ви објаснам механиката како тоа функционира. Кога овој wallet стаса до 40%, тој истиот може со обична продажба на овој токен да ја елиминира, значи целосно цената, затоа што има огромно количество и ако истиот се ослободи од ваквите токени на берза, директно ќе реагира врз самата сума на токенот, ако тоа не го направи преку OTC, како што разговараме на самиот почеток на овој видео. Сега, он го прави спротивното. Значи од ноември почнува да купува ама. Ако овдека купувал постепено, да речеме по 1%, да речеме на 2 недели, каде што нема масовно да реагира на самата цена на токенот, затоа што замислете ако најднаш некој купи 30% ќе се случи ова. Разбирате? И до овој момент он акумулирал некои 40% од самиот суплај на токенот, затоа што токенот е премногу, значи како што може да видите, ефтин, а зборуваме за токен, значи некој кој што поседува оваа количина, а верувате ми има и многу поголеми. Че ова е само еден од оние волети, затоа што не можеме да знаеме дека можеби ова лице не ги поседува и овој волет, но сака да ги чува на различни волети. Затоа, значи, има големи играчи на пазарот кои што се уште не е јасно колку се големи. Сега, во овој момент, значи Whale, односно китот, одлучува да купи огромна сума од, да речеме, уште некои 10% до 15% од суплајот на Dogecoin, затоа што истиот може да се најде на берза, цената е ефтина, никој нема голем интерес за истиот и наеднаш го прави овој иницијален потек, каде што, да речеме, додава уште некој, во оваа ситуација, значи како што видовме, маркет капот на Dogecoin се наоѓа на 327 милиони. Замислете ако се влеат уште 100 милиони. Значи 100 милиони за оној волет кој што ви го покажав на Bitcoin или на Ethereum се ништо. Замислете најднаш се влеале уште 100 милиони, тоа значи дека на 327 уште 30% ќе порасне цената на Dogecoin затоа што се влеала огромна количина на средства во Dogecoin. Гледајте што се случува само после неколку месеци. Значи од ноември до февруари тоа се само
практично 2 февруари самиот почеток, значи цел декември и цел јануари, да не го земеме ноември. Значи цели 2 месеци, да видиме каде се наоѓа Dogecoin. Значи Dogecoin скокнува од 44-то место на 10-то место и најнаш имаме 10 билиона. Значи 10 билиона од 300 милиони стасало во 10 билиона. Зошто е тоа така? Значи зборуваме за 7 февруари, да видиме што се случило со самата цена. 7 февруари. Гледајте каде се наоѓа цената на 7 февруари. И сето ова е само затоа што некој го започнал овој процес на растење на цената. Гледате. Значи цената пораснала огромна количина. Ќе измериме колку цената пораснала од самиот почеток на... Само момент. Значи, ќе измериме од моментот каде што почна во ноември. Само момент. Значи, во ноември, затоа што е премногу мал чартот, значи, до февруари пораснала 2900%. Сега, не сите, тоест, не е ни февруари, ова беше... Да, февруари. Значи, ова е првиот, не имавме корекција, потоа уште еднаш. Поентата што е? Значи, не сите pump and dump-ови се волку успешни. Некој се, некој не се. Но, кога некој лик, како самиот Илон Маск стои позади ваков проект, кај што има огромна маркетиншка моќ, и истиот поседува новчаник, значи, иако ова се уште не е потврдено, нормално, никој не може точно да потврди дали тоа негов волет, доколку не стане збор за, не знам, полициска криминална акција, но нема друга причина, значи никој досега не успеал да најде друга причина зошто он би го направил сето тоа, доколку тоа не е манипулација да се направи брз профит. Значи, поентата на сето тоа е дека кога станува збор за вакви големи играчи, тие знаат точно кога да го изманипулираат това и да го направат како голем маркетинг. Значи, јас се сеќавам, Dogecoin имаше платено билборди на среден Нью Йорк, на најголемиот плоштад на Нью Йорк Сквер, на Нью Йорк Таймс Сквер, кои што препоставам коштаат огромни суми на пари за Dogecoin, кога овој памп се случи и кога проложи нагоре уште толку. Поентата е што, значи, истите овие луѓе кога ќе купат голема количина, како што се случи тоа овде, значи, замислете, они внеле само во оваа ситуација, зборуваме, како што рековме, од 300 милиони, влеле уште 100, така? А маркет капо за 3 месеци поради успешниот памп стасал до 10 билиони. Нормално, ова е и самиот bull market, значи, нормално, они го искористиле и самото движење на bull маркетот да го забрзаат овој pump and dump, до степен што кога стасел до огромна количина, они можеле буквално, затоа што сега, да не заборавиме, значи истите овие луѓе кои што прават оваа манипулација, ја прават многу подолго време. Значи они цела година постепено манипулирале и земале, да речем, по 1% од supply на Dogecoin. И замислете што ќе се случи кога од 300 милиони маркет кап стасел до 10 билиони и цената пораснала 3000%, а вие поседувате 40% од ваквиот токен. Замислете што се случува. И наједнаш вие не мора да се ослободите од целиот тој токен. Нормално, ќе се ослободите, например, од 30% од тој токен. Значи, вие имате 30% на токен кој што пораснал 3000% во цена. Наједнаш вие се ослободувате од 30% и се случува овој огромен пад, оваа корекција. Значи, сега вие имате од тие 30% кои што се ослободиле, така, ви остануваат уште, да речеме, од вкупната сума на 40% се ослободиле од 30%. Цената паднала на 52%. Вие повторно купувате, затоа што pump and dump, како што може да видите, се уште е активен, станува збор за огромен bull run, вие знаете точно што правите, се случува уште еден ваков памп. Значи, проблемот е што китовите манипулираат оваа ситуација толку добро, што они кога ќе продават, они го представуваат ова паѓање. Значи, овој пад на цената е буквално предизвикан поради тоа што они продаваат огромна сума од токенот кој што го поседуваат, затоа што они го акумулирале кога луѓето не ни знаеле кој е овој токен. Се разбираме? Овој токен нема никаква корист, станува збор за меме, односно станува збор за токен без никаква позадинска корист. Нема никаква технологија, за ништо не се користи освен во оваа ситуација за манипулација на масите. Но проблемот е што самата манипулација е успешна и многу луѓе некогаш прават голем профит на тоа. И покрај овој еден волет кој што го прави ова и кој што го предизвикува овој масивен пад и раст на пазарот. Замислете сега кога падна на цената 50%, он повторно оној профит кој што го направи претходно го враќа, затоа што него му е чист профит. Он може профитот да го извади и со иницијалната
сума која што внел да продолжи и понатаму. Значи го враќа повторно назад, повторно акумулира овде, повторно стасува до 40% и во моментот кога ќе стави поголема сума на пари, повторно ќе го предизвика истиот овој памп. Со тоа што имаме повторна ситуација кога ќе стаса до врвот, значи замислете кога поседувате 40% од supply, од целосната количина на еден токен, вие може да го манипулирате токенот како сакате. Значи кога вие ќе го се ослободите од него на пазарот, цената автоматски ќе падне драматично. Кога вие ќе го купите, цената автоматски ќе продолжи да расте. И да не заборавиме, повторно, станува збор за некој кој што може со една фракција од ово. Значи една фракција му е потребна за да може да го направи овој потек. Проблемот е што ова не се прави само на техничка база. Значи јас само ви објаснувам како тоа изгледа на техничка база, но ова се прави многу и понатаму на маркетиншка база, се прави на психолошка основа. Значи овие на некој начин волети се многу често поседувани не од едно лице, ова се поседувани волети од големи корпорации, од луѓе кои што работат на вакви пазари многу години. И сега кога за прв пат некоја, значи зборуваме за прв пат, комплетно обична граѓанска маса влегува на овој пазар, кој што никаква познавање немаат за тргување, за техничка анализа, за што се тоа криптокоини, каква нивната технологија. Значи се случува да има огромен прилив затоа што они виделе некоја реклама како Dogecoin достигнал 3000% и истиот ќе оди до, не знам, 1 милион проценти, не знам, значи имате различни приказни таму надвор, кои што нели сите се замислени и измислени. Ќе ви покажам, ќе навлеземе во сето тоа. Сакам прво да ви покажам како изгледа сето тоа од технички аспект, потоа ќе ви покажам дека, значи, кои се границите, еве, ќе ви покажам кои се званичните граници на ваквите токени, за да не може да ви излажат и да ви кажат да ќе стаса до, не знам, $100. Значи, тоа е комплетно математички невозможно. Ќе стасаме и до тој момент. Сега. Тоа беше првиот сегмент каде што сакав да ви покажам како тоа го направија со самиот Dogecoin, каде некој што го акумулирал овој коин во буквално небитна фаза, каде што истиот како и да не постоел на пазарот, го искористил за да направи ваква манипулација и буквално да ги земе парите од луѓето кои што касно доаѓаат на пазарот, односно кои што не знаат што уствари представува pump and dump шема или пак што представува техничка анализа криптовалути и слично. Сега, ќе ги тргнеме historical data за овие две, нормално, затоа што ни се многу битни да видиме што уствари се случува во тој момент. И сега ќе се осврнеме на вториот shitcoin, кој што го направи на некој начин истото, со тоа што истиот има многу пократка, значи многу пократка историја, но за разлика од тоа повторно имаше многу солиден pump and dump. Значи, зборуваме за оприлика 942% во најголемиот замав кога тоа се случи. И гледате, истата ситуација. Значи од 2021 година, почетокот на истата, зборуваме за акумулација, каде што, значи ако провериме до овој момент, 20 септември 2021 година значи 19 септември 2021 година, каде се наоѓа Shiba Coin. Значи ќе се придвижиме надоле, ќе пробаме да го најдеме каде се наоѓа, да видиме на кое место е и 49-то место. Има 3 милиони, значи 3 билиони, извинете, 3 билиони долари како market cap, добро, нормално. Значи ова е на некој начин уште на самиот почеток веќе некој поседувал со одветна количина од Shiba. Што значи некогаш се случува ваквите коини да не бидат користени затоа што биле наречен запоставени и никој не ги користел, па некој успеал да го направи тоа затоа што сватил дека самиот токен е долго време на пазарот, има некоја основна доверба во истиот и може да биде искористен. Shiba се појави на пазарот од нигде. Значи јас едно утро се разбудив буквално и видов дека ICP и Shiba во исто време влегле во топ 15 токени. Јас до тој момент ни знае што е ICP, ни знае што е Shiba, а веќе го следев пазарот 2 години. Сега, ќе ви покажам зашто е тоа така. Да видиме што се случува со топ адресите, односно топ новчаниците на Shiba. Значи, топ 10 новчаници на Shiba поседуваат 62% од целата сума на Shiba која што е на пазарот. Значи, топ 10, замислете, во топ 10 волети има 62, односно 63% од целосната сума на овој токен на пазарот. Замислете колку е подрастично овде, каде што во топ 10 уствари вие спаѓаат сите Shiba токени кои што некогаш биле произведени практично. Значи тие топ 10 волети може како сакаат да манипулираат цената. И доколку се вратиме на првиот волет, значи топ 10, тоа не значи колку самите волети уствари, нели, не можеби само еден од нив поседува многу, така? Гледайте.
еден wallet поседува 41% од целиот supply на овој коин. Значи ова е во моментов, а може би било и многу повеќе во тој момент затоа што не можам да најдам историска дата за самиот market cap. Сега поентата што е? Значи 41% од целосниот коин, од целосните токени, количината на токени е поседувана од еден оченик. И да видиме што се случило со самиот Shiba. Значи во моментот кога го видовме 20 септември 2021 година, да видиме што се случило само неколку месеци подоцна, односно еве во октомври. Така, значи зборуваме септември, од кое е местото? 49-то, октомври, значи само еден месец, Shiba стасува на 14-то место со 14 билиони. Разликата 3 до 14 билиони. И повторно, со 3 билиони, како што рековме, некој од овие новчаници кои што ви ги покажа веќе, да речеме, еве, како што рековме, биткоин или етериум, би можел со само мал дел од своето портфолио да го бутне ова, еве да речеме да стаи 1 билион. Така, тоа е 25% зголемување, извинете, 1 билион на 3 пак ќе биде 33 оприлика, зголемување на цената, што би направила масивен раст за самиот почеток, и затоа што станува збор за повторно булран, значи луѓето гледаат се што има раст, да, сигурно тоа е тоа, сега мора да се влезе. И еве ова се случува, гледайте. Во моментот кога стасува до огромен пораст, значи 1000%, значи секој оној кој што ги поседува тие 40% од самиот supply, што прави? Буквално се ослободува токените и гледате што се случува. Цената се враќа на самото исто ниво. Проблемот е што оние луѓе кои што го поседуваат овој токен, сега повторно ќе го купат. И ќе го купат за ништо, затоа што они веќе го извадиле тој профит. Но сега ќе го купат повторно по претходната цена. И верувајте ми, ова се случува повторно кога ќе дојдеме да речеме на следниот булран. Ако се случи бар мал подем на Shiba како што тоа го имаат направено овде, ќе биде истата ситуација. Значи луѓето ќе влезат затоа што ќе речат ако Shiba овој пат оди со 1000%, следниот ќе оди 10. 50.000%. Значи некои такви смешни бројки се наоѓаат во светот каде што луѓето очекуваат дека Shiba ќе отиде не знам до $10, што е математички не е ни sci-fi не е возможно, не математички. Сега ќе ви покажам зошто. Значи сега за таа цел ќе се вратиме повторно на самата формула каде што за да се пресмета еден market cap, односно да се види нели како изгледа еден market cap на одреден коин, треба да земеме количината на токените на истиот на пазарот, како и неговата моментална цена. Така, ова е основната формула од која што можеме да видиме колку една цена би можела да биде на токен во однос на тоа колку е неговиот market cap. Значи ќе пресметаме обратно, ќе ја земеме оваа формула, односно ќе го поделиме market capот со количината на токени која што има, за да видиме која би била неговата реална цена. Но овој пат ќе направиме една рокада. Значи, наместо да го земеме market capот на самиот Dogecoin или на самиот Shiba Inu, денешниот market cap, така, ќе го земеме market capот на Bitcoin. Замислете, значи, наместо да поседува, Shiba моментално има 6 билиона. 6 билиона долари има во Shiba моментално, додека во Dogecoin имаме 10 билиона долари, кои што моментално се инвестирани во Shiba, за разлика од тоа Bitcoin има 573 билиона. Сега. Значи јас направив еден мал чарт за да не го правиме како пресметка ова моментално. Значи само сакам да ви покажам, тука се запишени. Значи 574 билиони поседува моментално биткоин во market cap, додека за разлика од тоа овдека се запишени и да видиме колку би изгледал, значи ви покажав кој е, нели, повторно ќе повториме. Значи market cap од 6 билиона за Shiba и market cap од 10 билиона за 10,5 билиона за Dogecoin. Сега. Доколку би ја поставиле равенката обратно, односно доколку market cap на биткоин, значи замислите сега оваа сума огромна во долари, која што ја поседува најголемата криптовалута, ја поделиме со моменталната количина на токени на пазарот на Dogecoin и Shiba и да видиме што ќе добиеме, односно доколку би се заменила огромната сума на долари и значи колку моментално има долари во биткоин, да речеме дека има во исто време во Doge или во Shiba и да видиме која би била нивната цена моментално на пазарот доколку тоа се случи. Значи ова е supply-от, односно ова е количината на токени на Doge, кога би ги поделиле количината на долари од биткоин со количината на токени на Doge, добиваме 4,3 долари. Значи ова е максималната сума која што може да добие доколку моменталните токени би биле изразени во оваа количина на долари. Со тоа што? Тоа значи дека треба моменталниот market cap на Doge да порасне за 54,5, односно 55 пати.
Значи 55 пати количината која што има во Dogecoin во долари да влезе за да стаса до овој момент. Ако тоа се случи, замислете колку пари треба да влезе во биткоин. Значи практично нема доволно пари на светот за тоа да се случи. Истото е ќе го земеме на пример и обратно. Значи кога би ја поделиле, ова е огромна суја, че не можам да го прочитам мој број, избројаме за 589 трилиони токени на Shiba, значи поделени во самата сума на market cap на биткоин 574 билиона, значи еве колку би добиле вие, тоа не е ни 1 пени, значи тоа е негде блиску до 1 пени, но да не забораваме, значи вие би дошле блиску до 1 пени кога моментално Shiba би имала market cap како биткоин. А знаете кога тоа ќе се случи? Никогаш. Значи сите будали на светот да става пари во овој коин нема да стаса до 1 пени, еве ви гарантирам. 92 пати треба да се зголеми, значи неговиот market cap за да стаса до таму, 92 пати. Значи тоа е научна фантастика, буквално. Значи еве тоа е тоа што сакам да ви го покажам, а па да не зборуваме кога они ви кажуваат дека ќе стаса до 1 долар. Значи за да стаса до 1 долар зборуваме уште 1000 пати повеќе од ова што моментално е за да стаса до 1 долар. Така, значи за да скратиме 3 нули треба да помножиме со 1000 и да стасаме до негде практично 1 цент, не 1 долар, извинете. Значи да стасаме до 1 цент. Што е, значи, невозможно, значи буквално невозможно. Затоа кога ќе ви кажат дека овие смешни токени кои што нема никакво покритие позади нив ќе стасаат до 1 долар, цент или што и да е, значи прво гледајте колкава е количината на токени кои што има на пазарот, секогаш враќајте се на оваа равенка и ќе видите дали е тоа возможно и колку пари се потребни во market cap за вие да стасете до тој резултат кој што они го кажуваат во однос на тоа дали 1 долар, 100 долари или што и да е. Значи заборавете ги овие коини, освен ако немате некоја мала сума на пари која што би можеле да искористите за да можеби да правите некој минимален профит во моментот кога се случи овој pump and dump, но не заборавајте. После секој памп на ваков тип на коини меме следува дамп. Значи имате бескраен број на вакви примери кои што моментално не е ова прв пат, значи секој булран има вакви коини, затоа истите понатаму не постојат или луѓето се толку разочарани што буквално забораваат дека истите постојат, но нели, мал профит и луѓето забораваат веднаш. Веднаш се враќаат на истите проекти. Затоа пак ќе ви кажам, ако имате мала сума на пари и би сакале малку да ризикувате ваков тип на смешни проекти, затоа што некогаш може да донесе сериозен профит, да бидеме реални, ако знаете за се тоа и знаете да го прочитате и знаете, ама проблемот е што не може да прочитате како некој, значи замислите еден човек поседува 40%, тоа може во било кое време да се ослободи тие токени. И затоа многу, значи буквално е игра на среќа, вие се надевате дека човекот нема да продаде додека вие да извадите профит. А да не забораваме на фактот дека некогаш ваквите проекти буквално за непол ден до два може да стасаат до неликвидно стање каде што нема, значи едноставно не може, нема пари на пазарот за да може да ги извадите вашите токени да ги продадете. И ако тоа се случи, тоа е тоа, значи вашите пари пропаднале комплетно. Сега, една од многу битните работи кога гледате, значи било каков проект и тоа дали е транспарентен, дали е децентрализиран, затоа што децентрализацијата на проектите во крипто е најбитниот момент. Односно, колку е подецентрализиран, толку истиот е помалку, значи помалку можен за да биде манипулиран. Значи манипулациите се сведени на минимум колку големите wallet-и, односно новчаници се со помал процент од вкупната количина на токенот. Еве ќе погледнеме некои од најголемите за да ви покажам која е разликата помеѓу истите. Значи како што рековме, Shiba Inu рековме, топ 10 wallet-и поседуваат 62% и првиот wallet поседува 41%. Значи ова е равенка за пропаст. Значи равенка. Значи ако сакате да фрлите пари во ветер, така се фрлаат пари. Втора ситуација, значи моментално првиот wallet поседува 22%. Сосема доволно за било каков тип на манипулација, а да не забораваме дека и понатаму овие wallet-и поседуваат по 5 до 4%, што повторно не го менја фактот дека ова може да биде wallet на било кој, значи на иста личност. Сега да се вратиме на некој од најголемите проекти да видиме како изгледа децентрализиран проект. Односно, кога правиме фундаментална анализа надвор од техничката, една од работите кои што мораме да ги провериме е кои се најголемите wallet-и, односно каква е структурата на wallet-и на одреден коин и колку помали се најголемите wallet-и и помалку количина посетуваат од самата вкупна количина на токенот,
толку вашите пари се побезбедни. Значи да го погледнеме како е вообичаено најголемиот за прво, значи биткоин, ова се на Binance. Значи Binance и Bitfinex поседуваат најголеми новчаници, каде што ова е самата мерувачница. Значи ова се на некој начин сигурни пари, они не би си дозволиле да се случи нешто лошо на овие новчаници, затоа што тоа би значило катастрофа за самиот нивни бизнис. Третиот новчаник е единствениот кој што е приватен и тоа е 0,67. Значи тоа е практично половина процент од суплајот на биткоин. Значи гледате колку биткоин сам по себе е безбеден. Значи ова дополнително го покажува фактот дека биткоин е многу безбеден. Гледате, нема ниту еден новчаник кој што поседува повеќе од половина процент. Ако ги одземеме оние кои што се на самите менувачници, и тие не поседуваат огромна сума. А и сумата која што поседува, најчесто, значи овие менувачниците не ја поседуваат за манипулација, туку ја поседуваат за покритие, за да може да се тргува на самата платформа каде што истата ја држат. Значи биткоин е таткото на целиот криптопазар и колку повеќе поседувате на своето конто, толку побезбедни сте во самиот криптопазар, а моментално и во било кој економски пазар во светот. Етериум. Значи Ethereum, ако ги одземеме овие два, затоа што првиот е уствари самиот Ethereum 2 контакт, односно ова е оние депонирани Ethereum-и за кои што чекаат да се направи оној мерч од Proof of Work во Proof of Stake, и ова се заклучени Ethereum, значи ова дополнително ви покажува колку е самиот безбеден. Значи ова се Ethereum кои што никој нема да ги допре, се додека самиот Ethereum не премине од Proof of Work во Proof of Stake. Што значи дека до тој момент овие Ethereum се комплетно заклучени. Може да заборавите на нив, тоа дополнително го прави Ethereum безбеден. Значи 10% од неговиот supply се комплетно заклучени до понатаму. Значи гледаме дека овој мерч може да потрае и уште 15 години, како тргнало. Wrapped Ether повторно. Значи ова се вкупна количина од 4%, каде што Ethereum е wrapped, сега за ова ќе разговараме друг пат. Поентата е дека самиот Ethereum кога се става во вакво стање во самиот криптопростор, уствари се користи на други блокчейни, а овдека е на некој начин замрзнат, за истиот да може како вредност да биде користен на други блокчейни. За тоа ќе разговараме друг пат. Значи гледајте. Имаме 1%, 1,7-1,6 Kraken и Binance, потоа имаме два приватни волета кои што поседуваат 1,6 и 1,24. Ова се на некој начин единствените големи волети за кои што би требало да бидете загрижени, но повторно, да не забораваме, ова се два волети и поседуваат 1,6%, за разлика од 40% на Shiba и 22% на Doge. И понатаму гледајте, ова се огромни корпорации. Bitfinex е исто така менувачница, Compound е уствари самата лендинг платформа, Gemini менувачница, Arbitrum искрено јас не знам што е, Binance Gemini повторно, значи тоа се неколку волети на кои што поседуваат, а веќе сумата се намалува толку што веќе не е ни половина процент надоле. Значи Ethereum е сосема безбеден, така. Следно, ADA. Значи ќе го земам затоа што ADA е моментално најбезбедниот и најдецентрализираниот коин на светот. Сега, доколку би погледнале надолу, гледај што се случува. Значи нема ни еден волет, ниту самите контракти на ADA нема повеќе од 1,79%. Со тоа што овдека не е запишано кој ги поседува, но гледајте. Значи само првите два волета, натаму нема ни 0,5%. Значи најдецентрализираниот волет на светот, односно коин на светот е ADA. Сега, со тоа би сакал да завршам во ова видео кое што е многу битно. Јас верувам дека едукацијата посебно за криптопазарот не е потполна додека не се објасни на луѓето што представуваат шиткоини, кои се начините на манипулација кои што може да ве најдат на пазарот и како да се заштитите од истите. Значи на ваш ризик останува каде финансирате и што правите со вашите пари. Тоа се ваши тешко заработени пари. Но доколку мене ме прашувате ваков тип на мим коини, кој ќе слушате дека е мим коин, тоа значи дека нема никаква вредност позади него освен некоја идеја. Во случајов мим коин интересно да се направи нешто, затоа што секој во денешно време со основно познавање на блокчейн технологија може да направи токен за 10 минути. Значи на Ethereum седнувате, имате начин како да го направите, тоа се нема да досеѓам овде, и ви треба 10 минути за да направите собствен токен. Може да го крстите како сакате. Поентата на целата, значи на целата едукација конкретно за шиткоините е да не паѓате на вакви шеми, затоа што имате солидни проекти кои што навистина представуваат технологија која што ќе го промени светот, а вие финансирате во буквално виц на криптопазарот.
и ги губите вашите средства и сите ви се криви. Значи, затоа, ќе повторам пак, ова не е финансиски совет, ова е само наша едукација за вас да ви кажеме што има таму надвор на пазарот, што е добро, што е лошо од наш аспект и што ние финансираме и зошто, а на вас останува да одлучите што уствари вие сакате да поседувате и зошто е тоа така. Значи, целата поента на каналот е да добиете едукација за да може сами да одлучувате што ќе правите на пазарот и да не бидете жртви на ова. Затоа би ве замолиле уште еднаш, вашата соработка во однос на ширење на оваа едукација е битна, затоа што не ве молиме за да го направиме каналот поголем, како што рековме, овој канал го правиме чисто затоа што во нашата земја нема знаење на македонски јазик. И го правиме тоа за сите оние дома кои што сакаат да научат нешто повеќе, а криптопазарот доаѓа со огромни чекори. Затоа доколку имате некој кој што сака да научи за ова, вие му правите него услуга, не нас, со тоа што го споделувате овој материјал со него, затоа што он нема да биде жртва на ваков тип на измами, а ќе знае што да прави со своите средства и ќе знае како да ги финансира следно на пазарот. И дополнително на сето тоа, значи ние сме овде да одговориме на секој коментар, на секој било какво барање, значи би ве замолили доколку имате било каква критика, слободно насочете ја кон нас. Нема потреба од насочување кон други лица, па ние да дознаваме преку приватни чатови и слично. Значи, оно што сакам да го напоменеме за било кој што гледа нашиот канал. Се што ви смета, се што мислите дека треба да биде променето, слободно го насочите го кон нас. Имате групи на кои што постираме, имате наш канал кај што може да ни пратите порака, да оставите коментар, ние сме овде да одговориме на сите ваши коментари. Јас мислам дека досега ниту еден коментар не сум изоставил или пак не сум одговорил на истиот соодветно. Затоа ве молам, значи бидете транспарентни кон нас кога ние сме транспарентни кон вас. Наша цел е само да оставиме едукационен материјал за Македонија да не биде последното дупче на кавалчето како и секогаш и да заостануваме позади целиот цивилизиран свет. Ви благодарам уште еднаш на вниманието, се надеваме дека ви се допада нашиот материјал и нормално, се гледаме во следното видео. Имајте добар ден од тимот на CryptoGamidžija.